Македонија се подготвува за спроведување на Европскиот систем за трговија со стакленички гасови, што е основа на политиката на ЕУ за борба против климатските промени. ЕУ системот работи со ограничување на вкупните емисии од индустриските сектори, при што компаниите може да купуваат или продаваат емисиски квоти по потреба. На тој начин се стимулираат да го намалат испуштањето на штетните гасови. Проектот кој ќе помогне на надлежните органи и на економските оператори да изградат капацитети за спроведување на системот е вреден над 700.000 евра. Во негови рамки Министерството за животна средина изминатите 2 дена организираше конференција во Леуново. Од сите предвидени активности, обуки, тренинзи и анализи се очекува да произлезат предлози и решенија за идниот закон за климатска акција. Представува и подготовка и на законот кој треба да следи понатаму, законот за климатска акција, меѓутоа исто така и подготовка на сите чинители, сите актери во оваа област, кога ќе се носи законот и тој да се имплементира. На некој начин, во оваа фаза, ние сакаме да ги подготвиме сите чинители, а особено индустријата, затоа што сакаме да усвоиме закон кој натаму ќе биде имплементиран во пракса, за да не доаѓаме во ситуација роковите кои ќе бидат утврдени во тој закон да се пролонгираат или индустријата или чинителите и актерите да не бидат подготвени. Гледано по глава на жител, емисијата на стакленички гасови кај нас е на релативно високо ниво, а процентуално енергетскиот сектор има најголем удел. Ако гледаме во апсолутна смисла, се ниски емисии да го испоредиме со емисиите на Америка или на Кина. Меѓутоа, ако ги испоредиме по глава на жител, не се ниски. Туку се на ниво, например, еден Бразил. Од аспект на емисии на стакленички гасови, секторот енергетика има највисок удел, енергетските трансформации, а тука влегуваат понатаму како сектори, секторот земјоделие, секторот отпад. Проектот градење на капацитетите за олеснето спроведување на Европската шема за тргување со стакленички гасови финансиски е поддржан од Норвешката агенција за животна средина и норвешкото МНР. Шемата за тргување со емисии на ЕУ е главната алатка за намалување на емисиите од компаниите и фабриките. Значи, според тоа, проектот со кој што Македонија се оспособува да ја воведе, да ја воспостави оваа шема не е важна само за Македонија, туку проектот ќе даде придонес и кон напорите на Европската Унија за намалување на емисиите на стакленички гасови. И како таква активност ќе биде и важен елемент на процесот на евроинтеграција на Македонија. Стакленичките гасови ја загреваат земјата и предизвикуваат промени во глобалната клима со сериозни последици врз луѓето и животната средина. Анализите покажале дека за да се спречат катастрофални климатски промени, светот треба да го сопре растот на емисиите на стакленички гасови најдоцна до 2020 година, а потоа нагло да го намалува.